Добар ден, господин премиере, министри и вие присутни. Јас сум Толевски Никола, дипломиран градски инженер и долгогодишен успешен стопанственик. Имам едно прашање до премиерот и до вас, министри. Со проблемот така наречен фамозен хотел во Лагадин. Хотелски комплекс во Лагадин. Сакам да напомнам, тоа не е хотелски комплекс, тука обично објектче за семеен бизнис кој поседува 8 соби и 9 апартмани. Јас, благодарение на изготвен проект и договор со странски партнер, решив по добивање на правосилно одобрение за градба да градам. Откако го изградив објектот, а притоа ми се присилно наплатени комунали, откако го изградив објектот во Лагадин, дојдено од општина Охрид, решени ми се одземат одобрението за градба. Причини многу чудни. Не сум пријавил ненавремено започнување со градба. Јас се пожалив до второстепена комисија до Министерството за транспорт и врски, каде на неколку пати му го поништуваат одобрението на општина, решението на општина Охрид и му дават насоки. Ево сега по последен пат, пред неколку дена, по шести пат, второстепена комисија, каде министер е господин Сугаревски, донесува позитивно решение во полза моја, го поништува решението на општина Охрид и со напаствија. И не знам кој крај да го фатам. Ве молам. Прво ви се заблагодарувам исто како и претходните, што неколку наврати собрати господин премиере кај вас со пораки, не гледајќи го времето, ми враќате и ме охрабрувавте, и во овој момент ме охрабрувавте да дојдам да во очи ја кажам. Ве молам за една помош. Само да заслужам правдата. Значи, не барам ништо да ми се помогне, али сакам да го завршам објект, ако се може да ја стигнам и ова сезона. Оти плаќам огромни пенали. Фала многу. Шко Никола за хотелот во Лагадин неколку пати пораки разменивме, насоки давав на овде на министерот, на Митко, шефот на кабинетот што му е, и јас го знам проблемот. И неколку пати транспорт и врски носи позитивна одлука, се враќа. Разговарав со покоен Јован, сега со секретарот на општината и со другите. Има една работа која што тие знаат дека премиерот интервенира заради тоа што правото е на ваша страна. Министерот интервенира и правото е на ваша страна. Луѓе во второстепена комисија носат одлуки, стават подпис без да се плашат од и правото е на ваша страна. Имате некои мечки вие овде во Охрид, во тоа оделението за урбанизам. Сакам да знаат, кој сака нека е. Може да прават пркоси на кој сака, то тие пркоси еден ден ќе завршат. Премиерот е достапен на сите. Ако не со пола, со една третина од вас, комуницираме со пораки. По 3 до 5.000 на ден се. И ќе комуницирам до крај. Тој што прави скриени марифети од позади, не знам со кој причини, ќе излезе на површината. Кој да? Не сакам да грешам душа, вие спомнувате имиња. Јас сум држал состанок и со тој човек заради Охрид, заедно со градоначалници, предходни, сегашни и веројатно идни, за да решаваме проблеми. Но треба да знаат сите дека сме тука дали во општината или во државата да им служиме на граѓаните. За тоа постоиме. Друга смисла што има од нашето постои? Заради граѓаните постои државата и општината. Дури и да постои правно формален аспект во оделението за урбанизам, не може, не бива. Не бива, не може, најлесно да биде не. Ке најдат начин како да биде да. Затоа што баналноста на одговорот, дадено одобрение за градба, почнувате го изградувате објектот и е готов. При контрола вика не сте информирале дека почнувате со градба. Извинете. Кој да е, мало дете да е, тоа не може да биде причина со години склекови да ви прави општеството. Ке се реши проблемот, ако треба ќе ја земам сега второстепената одлука во мој раци, ќе дојдам тука. Заедно со Константин Бежовски, Арно Удов и кој е таму службеникот, ќе го решиме до крај. За да знаат дека мора да се испочитува правото и правдата за граѓаните.